Здраво дечки и добре дојдовте на 14-тото предавање од B2 курсот по германски јазик на YouTube. Во денешното видео ќе зборуваме за повеќеделни предикати и реченична заграда. Една од најважните теми за правилно формирање германски реченици. Денес ќе видиме како функционира зацклама, каде стои првиот, а каде вториот дел од предикатот. И како оваа граматика се користи кај перфект, футуа, модални глаголи, пасив и делливи глаголи. Со многу примери ќе научиме полесно да препознаваме и составуваме граматички точни реченици на германски. Ајде да започнеме со mehrteilige Predikate und Satzklammer. Што да повторите за полесно да го совладате ова видео. Прво, конјункционен, поточно, потребно е да знаете за Nebensätze. Infinitivsätze, trennbare Verben или делливи глаголи, Modalverben или модални глаголи. Потоа имаме предавање за минато време, поточно минато говорно време и предминато или Perfect und Plusquamperfect. Futur 1 und 2, значи двата типови на идно време и пасивни реченици. Што ќе учиме на денешното видео? Прво, ќе ја научиме основата за mehrteilige Predikate, потоа типови или типен mehrteiliger Predikate и трет дел Satzklammer. И последно за денес Nebensätze mit mehrteilige Predikate. Ќе одиме со ред. Што е тоа предикат? Тоа е делот од реченицата што ја носи дејноста или состојбата. Во следните неколку минути ќе видиме подетално за што се работи. Предикатот секогаш содржи глагол, например, wir werden morgen kommen. Ние ќе дојдеме утре. Со црвена боја ние означен предикатот во оваа реченица. Или втор пример, една подолга реченица. Der Patient muss aufgrund der Diagnose sofort operiert werden. Пациентот мора веднаш да биде опериран поради диагнозата. Во оваа реченица предикат се muss und werden. И уште еден пример. Sie hat gestern wegen der wichtigen Prüfung sehr lange gelernt. Таа вчера учеше многу долго поради важниот испит. Одиме понатаму. Какви типови на предикат постојат во германскиот јазик? Првиот тип ни е едноделен предикат. Например, die Kinder spielen nach der Schule im Park. Децата играат во паркот после училиште. Во оваа реченица, глаголот spielen ни е единствениот предикат во реченицата. И втор тип, имаме повеќеделен предикат, например, ich rufe dich später an. Јас ке ти се јавам подоцна. Во оваа реченица, глаголот anrufen ни е предикат, со тоа што имаме два делови, прво главниот дел и делливиот дел на глаголот. И втор пример, каде што имаме три предикати. Wir haben die Unterlagen prüfen müssen. Ние моравме да ги провериме документите. Во оваа реченица со црвена боја ни е означен предикатот. Што се тоа mehrteilige Predikate или повеќеделни предикати? Тоа е предикат составен од повеќе од еден дел. Сите делови на глаголот кои заедно ја носат дејноста или состојбата, како што видовме во претходните реченици. Тие делови не стојат секогаш еден до друг, туку се распоредени во реченицата. Например,
Ich habe gestern lange gearbeitet. Јас имав вчера многу работено. Со црвена боја ни е означен предикатот. Или втор пример. Er steht jeden Morgen 6 Uhr auf. Тој станува секој утро во 6 часот. Сите дополнувања, прилози и објекти стојат помеѓу или околу предикатот, но не се дел од него. Например, со плава боја ги имаме останатите дополнувања, прилози и слично. Er ist gestern nach Berlin gefahren. Тој вчера отиде во Берлин. Со црвена боја ни се означени предикатите. Значи, дополнение ни е gestern nach Berlin, а повеќе делни предикати ist и gefahren. Типови на повеќе делни предикати. Какви типови на повеќе делни предикати имаме во германскиот јазик? Прво и најлесно ни се делливите глаголи или trennbare Verben. Имаме прв дел на предикатот, тоа ни е основниот глагол, и втор дел, делливиот дел од глаголот. Веќе видовме еден пример со ваква реченица. Да прочитаме уште некои примери. Sie holt ihre Kinder von der Schule ab. Таа ги зема децата од училиште. Глаголот abholen ни е деллив глагол, во овој случај со црвена боја означен. Wir fangen morgen mit dem neuen Kurs an. Ние утре започнуваме со новиот курс. Глаголот anfangen ни е повеќе деллив предикат. И уште еден пример, der Lehrer schreibt die Aufgaben an die Tafel auf. Наставникот ги пишува задачите на таблата. Втор тип имаме инфинитив зетце или инфинитив реченици. Првиот дел ни е првиот глагол, вториот дел ни е вториот или третиот глагол. Ако реченицата е инфинитив mit zu, тогаш zu спаѓа во вториот дел од предикат. Ке видиме пример. Ich muss heute länger arbeiten. Јас морам денес подолго да работам. Sie weiß, das hat keine Zeit zu wiederholen. Таа знае дека нема време да повторува. Првата реченица ни е инфинитив ohne zu, а втората реченица инфинитив mit zu. И трет пример. Wir hoffen bald reisen zu können. Ние се надеваме наскоро да можеме да патуваме. Третиот тип на мејатајлиге предикате ни се модални глаголи со инфинитив. Првиот дел ни е модалниот глагол, вториот дел ни е инфинитив глаголот. Например, soll die Aufgabe bis Freitag erledigen. Тој треба задачата да ја заврши до петок. Sie will nächste Woche nach München reisen. Таа сака следната недела да патува Минхен. Ihr möchtet gemeinsam einen Film ansehen. Вие сакате заедно да гледате филм. Четврт тип, Futur 1 или идно време тип 1, каде што користиме werden глагол плюс инфинитив. Прв дел ни е глаголот werden, втор дел ни е глаголот во инфинитив. Например, wir werden bald ein neues Projekt starten. Ние наскоро ќе започнеме нов проект. Wird morgen bei der Besprechung teilnehmen. Тој ќе учествува на состанокот утре. Ich werde morgen früher kommen. Јас ќе дојдам утре порано. Значи, се што учиме денес, веќе го имаме еднаш поминато во претходните видеа, денес правиме повторување и сумираме. Следно имаме Futur 2, каде што користиме werden плюс партицип 2 плюс haben или sein. Првиот дел ни е глаголот werden,
Вториот дел ни е партицип 2 на глагол и третиот дел haben или sein, зависно од реченицата. Ich werde das Buch bis morgen gelesen haben. Јас ќе имам прочитано книгата до утре. Er wird bis dahin nach Berlin gefahren sein. Ке беше отиден тој во Берлин до тогаш. Sie werden bis zum Abend die Einladung verschickt haben. Ке ги имаат испратено поканите до вечерта. Шести дел од типовите на меатајлиге предикате ни е перфект или плусквамперфект, каде што користиме партицип 2. Првиот дел ни е haben или sein, или кај плусквамперфект знаете hatten, и вториот дел партицип 2. Например, wir haben das neue Projekt abgeschlossen. Ние го завршивме новиот проект. Sie ist letzte Woche nach Berlin gefahren. Таа отиде во Берлин минатата недела. Der Lehrer hatte die Prüfung korrigiert. Наставникот го поправи испитот. И седми дел ни се пасивните реченици, независно од тоа дали зборуваме во презенс, перфект или футура. Првиот дел ќе ни биде werden или sein, вториот дел ќе ни биде партицип 2. Третиот дел глаголот werden. Например, das Haus wird renoviert. Куќата се реновира. Das Haus ist renoviert worden. Куќата е реновирана. Das Haus wird renoviert werden. Куќата ќе биде реновирана. Што се тоа допелте или комплексе меатајлиге предикате? Предикатот ако има повеќе од два делови. Например, das Formular muss heute ausgefüllt werden. Формуларот мора да биде пополнет денес. Вакви дупли или комплексни предикати среќаваме често во германските реченици. Er wird bis morgen nach Berlin gefahren sein. Тој ќе отидел во Берлин до утре. И трет пример, со повеќе делови, die Aufgabe hat noch einmal erklärt werden müssen. Задачата мораше повторно да биде објаснета. Вториот дел за денешното предавање зацклама или реченична заграда. Да видиме за што станува збор. Што е тоа зацклама? Тоа е рамката која ја прават деловите од предикатот. Исто како ако замислиме дека прават заграда. Например, првиот дел ни е на втора позиција во реченицата, вториот дел ни е на крајот на реченицата. Ова се предикатите. Ich habe gestern lange gearbeitet. Или Er will nach Deutschland ziehen. Овде, како што гледате, предикатите означени со црвена боја прават заграда и тоа е зацклама. Што смее да стои во средината во рамката? Тука поставуваме временски прилози, објекти или локални и каузални дополнувања. Например, со плава боја ни е средината во рамката. Ich habe gestern mit meinem Freund lange gesprochen. Јас имав вчера долго зборувано со мојот пријател. Тоа беше и за зацклама, сега да видиме за зависни реченици со повеќе делни предикати. Nebensätze mit mehrteilige Predikate. Како се користат mehrteilige предикате во небензац или во зависна реченица. Во главната реченица или Hauptsatz предикатот е на втора или последна позиција, односно на втора и последна. Во небензац или во зависната сите делови на предикатот одат на крај.
Нема класична заткляма, како во Hauptsatz. Да видиме пример. Möchte Arzt werden, weil Menschen helfen will. Тој сака да стане лекар затоа што сака да им помага на луѓето. Wir bleiben zu Hause, wenn es morgen regnen wird. Ние ќе останеме дома ако утре врне дожд. Wir sind froh, dass wir das Projekt rechtzeitig abgeschlossen haben. Ние сме среќни што го завршивме проектот на време. Ist enttäuscht, weil der Termin verschoben worden ist. Тој е разочаран затоа што терминот беше одложен. Тоа беше се за денес, сега да прочитаме некои примери за да ви стане појасно. Прва реченица за пример. Das Formular muss heute vollständig ausgefüllt werden. Формуларот мора денес целосно да биде пополнет. Der Termin wird wegen des Wetters verschoben. Терминот се одложува поради времето. Ich habe lange auf eine Antwort warten müssen. Јас морав долго да чекам на одговор. Hat das Auto gestern reparieren lassen. Тој вчера го даде автомобилот на поправка. Или го остави автомобилот на поправка. Ich habe versucht, die Aufgabe zu lösen. Јас се обидов да ја решам задачата. Wir werden das Problem gemeinsam lösen müssen. Ние ќе мораме заедно да го решиме проблемот. War traurig, weil die Prüfung nicht bestanden hatte. Тој беше тажен затоа што не го положил испитот. Ging nach Hause, nachdem lange gearbeitet hatte. Тој си отиде дома откако долго работеше. Der Brief ist gestern abgeschickt worden. Писмото беше испратено вчера. И за крај, како и секое друго предавање, да направиме мала вежба, да видиме дали сте сватиле што учевме денес. Имате 4 реченици, потребно е да ги означите со црвена боја предикатите. Имате 10 секунди. Со наша помош, првата реченица. Ich habe lange auf eine Antwort warten müssen. Јас морав долго да чекам на одговор. Во оваа реченица, habe, warten müssen ни се повеќе делни предикати. Во втората реченица, der Brief ist gestern abgeschickt worden. Писмото беше испратено вчера. Ist abgeschickt worden. Третата реченица, sie hat versucht, die Aufgabe zu lösen. Таа се обиде да ја реши задачата. Овде повеќе делни предикати ни се hat versucht и zu lösen. Имаме инфинитив реченица, па zu ни спаѓа во предикатите како што кажавме. И последната за денес, ich werde bis morgen alles vorbereitet haben. Ке имам јас се подготвено до утре. Werde vorbereitet haben. Денешното предавање беше лесно и тоа беше се за денешното предавање. За повеќе делни предикати и реченична заграда. Се надевам дека сега многу подобро ја разбирате структурата на германската реченица и позицијата на глаголските делови.